Читам председателя. Ќе дозволите да разграничиме на самиот старт дали она што го слушаме е навистина што го слушаме во ова собрание и на оваа комисија, дали е за верување или за не. И сега пред само еден говорник во репликите слушаме како се чуделе што биле загрижени. Загриженост на опозицијата и загриженост од страна на граѓаните. Па се разбира дека ќе бидеме загрижени. Како нема да бидеме загрижени? Се расфрламе со бројки, со неосновани тези, со замени за тези, со полувистини, а на крајот од денот 80% од граѓаните сметаат дека државата иде во погрешна насока. Загрижени се бидејќи владата лаже. Лагеше и од истата оваа говорница на почетокот на годината со самиот буџет. Да не беше оваа влада во заминување, која што се докажа како неодговорна, со крајна непредвидливост, неказливост, неодговорност, можеби ќе побаравме стенограми да видиме што се дискутираше тука. За сега да протрча министерот за неколку минути во неговото излагање, да се обиде да се испери или не знам што да кажам. Бидејќи денеска имаме тука одлука, а требаше да имаме ребаланс. Не случајно е ребалансот предвиден со закон, не случајно е предвиден со процедури во самото собрание. Не случајно си има рокови и постапка. Бидејќи треба да внесеме максимално сериозен, крајно сериозен пристап. Во држава во која што ни се распаѓа, во држава во која што 100 најдобри фирми ви испраќаат директни писма до владата дека оваа ситуација не е издржлива, во самото писмо каде што ви се укажува дека имаат сериозна намера да го напуштат бизнисот во Македонија, да се преселат во другите држави. И вие се чудите зошто била таа загриженост. Зошто сметаат дека тие услови за работа се неиздржливи. И ќе манипулираме со бројки. Ќе наведуваме без основа многу бројки, а при тоа без никаква основа. Па не велиме ние дека се лаже од страна на владата. Еве, еден куп написи и од фелата и во порталите што се со таа проблематика. Пумпање на капиталните инвестиции па извишување за плати и за пензии. Бидејќи имаме систем кој што не функционира. И еве ќе ви цитирам. Тоа е просто кажано политички маркетинг. На почетокот на годината кога се спрема буџетот се фала за тоа колку многу пари ќе инвестираат во автопатишта, во хидроцентрали, школи, болници или што и да е, и тоа го прават од чисто политички побуди за да кажат еве ние ќе градиме, ние ќе ви дадеме се што сакате, а потоа во текот на годината кој ќе сватат дека не можат тоа да го реализираат, дали зашто се неспособни, дали за тоа што не им е гале, едноставно ги кратат средствата. Тоа ви се кажува и немаше власт реакција, бидејќи е така. Бидејќи е така. А можеме да навлеземе малку подлабоко зошто е тоа така. Дали е чиста елементарна неспособност на кадри кои што не знаат да ги спроведат проектите, луѓе кои што имаат пред се лични или партиски интереси наместо јавниот интерес или државниот интерес да го бранат, или нешто подруго. Имаме и други извештаи. Можеме и тоа да загледаме. Еве ќе кратиме на назад. Вика министерот немал ни еден проект да биде, како нема да биде? Ниту еден одолжен. Има логика во тоа, да. Логиката во бројот на поништени тендери. 3 пати изголемени. Зошто? Бидејќи во друго потпрашање, каде што кажуваат и фирмите и граѓаните, дека секој трети тендер е наместен. Една поставка околу 3 месеци, 2 пати ако паднал листиот, тоа веќе е трети квартал. И тој проект поминал. А за висината на истите што се наместени, тоа е другата работа. Нема проекти. Добро, идеме понатаму. Еве тоа ќе го демистифицираме комплетно. Каде сте се со тие истите проекти што рековте дека ќе бидат офатени со буџетот? Беа направени пресови од владата, се шеташе на терен, се кажуваше, ајде сега да ги видиме. Кратиме милиони, 300 милиони помалку. Најголемиот дел се токму таму во капиталните. Голем дел, огромен дел. Огромен дел. Еве да ги видиме. Кои училишта што кажавте дека ќе ги изградите, нема да бидат изградени. Кои градинки, кои патшиња, која инфраструктура, кои проекти? Нека излезе министерот овде и нека ни ги каже. Јас овде бев и ветував дека врз основа на зголемен ДДВ, врз основа на дигитални решенија и врз основа на подобар систем на наплата, ние оваа година ќе реализираме 5,3 милиарди буџет. Така рековте.
И сега што се случи? Каде се причините? Во тие проекти што нема да бидат реализирани, нели имаше едно тело што ќе ги разследуваше? Па ќе се вршеше пренамената врз основа на нив. По однос на кои критериуми се реши кој приоритет ова да се скрати за да она да добие? Или само ќе злоупотребиме онаа ставка на ковид? Еве кажете ми. Зошто беше некој проект на ДУИ поважен сега да се спроведе од кај што ништо немаме да видиме од 10 или 15 училишта и градини како што ги наведеме. После ќе идеме ставка по ставка ако сакате. Нема проблем. Зошто не ги намаливте парафискалните давачки, например? Ако веќе сакаме да излеземе во пресред на стопанството. И за тоа се укажува многу пати. Да, точно, тоа е процес кој што се движеше долго време. Имаше едно време и doing business, се опфаќаше, се мереше, мерливо беше, споредливо беше. Вели, бизнисот 400 милиони се таму во прашање. И сега каде се движиме? Еве, тие беа трите пилари на кои што се темелеше овој буџет. Наместо зголемување на ДДВ-то, а пазете, со висока инфлација се веќе 2 години. Наместо зголемување, ние имаме намалување од 120 милиони евра. Огромна цифра. 120 милиони евра помалку. На 20% инфлација минатата година. Кумулативната доаѓа и повеќе. На малтене дуплина на цена на храната. Во време пошто ќе кажеме, се чудиме како тоа граѓаните можеле да бидат незадоволни, тие ги покачиле платите. Ама реалните плати се намалуваат во континуитет. Бидејќи цените растат со многу побрза динамика отколку што растат, односно не растат платите. Во услови кога имате намалена продуктивност, кај што разликата помеѓу продуктивноста и платите уште повеќе се зголемува, што е дополнителен товар на инфлаторниот циклус. Затоа имаме ние двојно поголемо од регионот. Затоа ни се случуваат овие процеси, затоа фирмите велат дека ќе не напуштат. Бидејќи ние наместо да им направиме подобри услови за работа, да допринесуваат со уште поголем износ, еве како што милува министерот, номинални износи да видиме како приливи од даноци од нивната работа и активност, ние ги оптоваривме сварач. Бидејќи другиве работи не функционираат. Бидејќи ДДВ-то ни паѓа за 120 милиони. И дополнителни 150 милиони од овртници. Така? Каде ќе отидат тие средства? Нема никаква логика. Дали мислите дека се подигрувате со нас, овдека во собранието? Дали мислите дека некој ви верува во струшната јавност? Бидејќи очигледно нивните реакции не ги пратите, не ги согледувате, не ги евидентирате. Може би е така полесно со игнорирање да ги поминете уште вие неколку месеци што се останати до промена на власт. Ја навистина не можам да разберам. 300 милиони евра пренамена во три странички. Нека да испаѓа по 2 милиона евра од збор од овие материјали што ги добивме овде. Кажете ми дали е тоа основно. Дали е тоа основа да вие да бидете сигурни дека тоа што е напишано така треба да биде. Дека има издржано мислење за издржани основи за тие проекти да се шкртат. Патем кажано, уште еднаш ќе повторам, не дознавме. Ние имаме само ставки, се расфрламе овде со бројки, не знаеме тоа што конкретно значи. Па еве нека ги кажат, тука е владата. Тој проект во образование ќе биде скратен. Тој во животна средина ќе биде скратен. Ама сега нема, како нема реализирано, кога знаеме што се случува со тоа. Затоа ги офатив тендерите, почитувана колешки. Секој трет наместен, тројно зголемени поништените. Неуспешни обиди да ги наместат. Го дискутиравме тоа со извештајот на ДЗР кога беше. И тоа не е ситуацијата во државата. И кажете ми, како може на толкав обем, на толкав голем број на нереализирани проекти или што доста, или што ќе се откажеме. Ниту еден раководител назначен од владата да не сноси одговорност. Еве, ве молам, подсетете мене во првата реплика кој да излезе од власта, нека ми каже колку директори разрешивме ние ради нивната неефикасност. Биејќи ги одложиле реализација на тендерите. Или како што билува да каже колешката, пари се обезбедени, финансиски обезбедено, се е обезбедено, не сработено, ние сега правиме пренамена на средствата. Не може да нема причина. Втора работа. Што сакам да кажам? Каде е ставката ако е веќе така, ако е реализацијата од страна на изведувачите, каде се пенали? Каде се информација за раскинати договори?
Кај се дополнителни непредвидени приливи? Така? Немаме таква работа. Еве, укажете ви, може би некаде во целата оваа работа сте пропуштиле. Дајте ни имиња, со колку имиња или колкав број е зголемена црната листа на Бирото за јавни набавки. Ако толку целиот е свет свртен против власта. Они се фантастични, се друго не чини. Ама искуствата од терен покажуваат нешто друго. Сознанијата покажуваат нешто друго. Реакциите од јавноста покажуваат нешто друго. Иначе нема проблем, ќе дискутираме по било кој основ што сакате да биде офатен тука. Нема да офаќаме знатни правила, нема да укажуваме дефицити. Зошто да укажуваме дека сте презадолжени упорно, кога овдека немаме фидбек од владата никаков. Они си се игнорантни, арогантни, си тераат по своето и мислат дека така ќе успеат. Нема да успее. Јавното мислење и од граѓаните и од фелата е лошо. Мерките ако ги има, не вродува со плод. Парите се непродуктивно потрошени. Доколку беа, ќе имаше друго мислење, друга перцепција. А не како што се сега. Еве ќе идеме поред неколку ги изгледав по случаен избор. Еве кај се крати, например. Министерство на транспорт и врски, разни трансфери 35 милиона. Еден не напомна од страна на министерот. Урбанизам и градежништво 57 милиона и вложување во нефинансиски средства 30 милиона. Еве одговорете ми во репликата што за вас значи со оваа пренамена на средствата. Од што е скратено? Каде ќе оди? Или понатаму, проект за олеснување на трговијата, ова со Светска банка беше спомнато дека е исто така, купување на опрема и машини. И за ова ли не е проблем со реализацијата? Да се купи опрема. Еве кажете ми причината што ова не би било. 45 милиона. Други градежни објекти 167 милиона. 167 милиона. Целиот говор на колешката представник на власта во репликата преходно е содржан во една ставка. 167 милиона денари. Вие самите одберете дали е неефикасност, дали е неодговорност или неспособност. Збориме за централната власт, така. Може би сегментите на локалната власт. Тамо си имаше извештај, си искочија со конкретно што е реализирано за овие денови. Со сите обременености ќе стигнеме и до неси, има и таму кратење. Капитални субвенции за предпријатија и невладини организации 1,3 милиарда. Со еден ред, ниту еден представник, ниту еден колега пратеник од власта не се чувствуваше повикан, барем да искоментира оваа ставка. Барем да искоментиравме овде. За животна средина, мене посебно болно што ми е. Разни трансфери, 90 милиона помалку. Тоа се сите оние пропратни финансиски трансакции кои што ја помагаат работата и тековите и проектите. 90 милиона помалку. Кажете ми вие, на што се одлучи владата да биде поголем приоритет, освен оваа функционална ставка што имаме. Други градежни објекти се разбира 15 милиони помалку. Оваа влада не гради, не интересира. Прво се крати од тоа, а рекове дека вака ќе се случи. Не уверуваше министерот дека не е така. Мене ми е жал што тој повторно не е тука, го остави заменикот со нас да се расправа. Бидејќи го кажавме тоа и го кажавме тогаш. Има војна, има криза, се е земено во превид, оваа влада е стабилна и знае што прави. Да денес повторно одговорницата да ни укажува на тие ризици. Дека што да правиме? Не, ете, имаше војна, имаше криза, затоа сте принудени за овие моменти да ги спроведуваме. Третман на отпадни води, 25 милиона. За третманот на отпадните води нема трето. Или е канализација, или е пречистителна. Каков и да е проектот, каков и да е, па ги крати. Па ги крати. Ги крати. Како нема проекти? Како нема проекти? Ова е очигледно тенденциозно да се скрати од оние што знаат да го спроведат. Процентот на реализацијата, ја ви тврдам дека е најмалку двојно поголем во локалната самоуправа, отколку што имате институциите на централната власт. Еве, предизвикувам на пленарната седница, ќе ги соочиме аргументите со конкретни статистички бројки. Не бегаме од тоа.
Апсолутно. Така е. И затоа ја довербата во институциите. За жал и во нашето собрание. Бидејќи се излага тука пред пратениците, пред јавноста и вели бидете спокојни, овој мегаломански инфлаторен буџет од 5,3 милиарди ќе се реализира без проблем, да денеска да се држат, дури да немаме ни ребаланс, со одлука за пренамена средства од 3 страни. Ќе пренаменуваме толкава огромна сума на пари. Зелен развој од влада. Се сеќавате ли за дискусиите за зелениот развој? Па зелена програма, па ја има, па ја нема, па ја сконцентрираме во ова министерство, па кај оваа личност, па сите проблеми ќе бидат офатени. Сите проблеми ќе бидат решени во однос на животна средина со оваа зелена програма. Вие не знаете какви проекти има таму. И навистина не знаевме. 10 пати упорно професорка Дели Парафе, кажете ли кои се тие проекти за толку многу пари да има? Зелени мајци. За денес пред нас да биде 41 милион и 39 милиона, вкупно 80 милиона денари. Се кратат. Без никакво образложение. Без никакво образложение. Ова е негрижа за животна средина. Ваков неодговорен однос, јас не знам дали преходно во било кој состав или мандат на влада бил демонстриран. Понатаму, уште има од животна средина, уште се крати. Управување со отпад, ова е од ДЕБАР програмите, 30 милиона и нефинансиски средства 85 милиона. Милиони денари. А тука се расправавме за амандманите за буџет за не знам 100, 200 или 300 илјади денари за работи кои што може да се поправат. И нормално и во овој дел кај заемот други градежни објекти 30 милиона. И така да е. И да произлегуваат од земите. Не заборавајте дека оваа држава плаќа милиони евра на сметка на камати од одобрени, а не искористени средства. И се сложувам, било кој еден што се нафатил да води институција, а не го реализирал истото, а државата трпи штета, треба да се сноси одговорност. И да, очекував на оваа дискусија овде да се изведат сите. Ама буквално сите. И да видиме каде ни бегаат парите од државата. Бидејќи станува збор за милиони евра. Во случаеви други кај што многу посетни средства имавме, сега неќам да покажувам или да посочувам на ранливи категории или некои навистина трагични судбини што имаше, со многу помали средства што бара да им излеземе во пресед, одговорот од власта беше нема пари. А еве ги имале. И стоеле неискористени. Или пак имале неуспешен обид да ги злоупотребат. Ако ги имаме предвид искуствата што ги имаме со оваа влада. Образование и наука. 414. Резерви за капитални расходи. Не го коментирам. Купување на опрема и машини. Тоа е директно врзано со образованието. 40 милиона. Еве одговорите зошто не ги реализирале. Што е скратено? Ајде да идеме прес по прес како што ги правеа. Да видиме како што кажува оваа година предвидените средства во буџетот. Ние ќе опремеме толку училници, ќе направиме толку лаборатории, ќе опремеме толку спортски сали. Ајдете сега заедно да отидеме и да речеме со оваа одлука на влада, едноставно тоа нема да се случи. Треба да им кажеме на луѓето. Треба да им кажеме на луѓето директно дека владата ги изневери нивните очекувања или у најмала рака ги излажа. Ги излажа. Бидејќи им рече ќе биде направено годинава, не е направено. Отчетноста, знам дека не е запазено и не е карактеристика на оваа власт, но ќе биде на некоја друга. Други градежни објекти 10 милиона, други градежни објекти 40 милиона. Ова е за едното е за основни училишта, реконструкција, другото е за изградба. Ниту едното, ниту другото не го планира. Па зарем мислите вие дека не би имало проект за основно училиште? Како нема? Како нема за градинки? Па ја кога што се сеќавам, имаше доставено типови шаблонизирани за градинките. Едно од работите што вие укажувате дека постојат. Еве кажете ми една причина за тоа што го кажувавте како достигнување, зошто не било искористено. Некој свесно не сакал да има градинка, не е така. Не е така. Владата не планира да им пренеси средства. Свесно прави застој во развојот на локалната самоуправа, за да може тоа да се обиде, да го прикаже како
неспособност на локалната власт. Еве ги почитувана колешке. Спортски сали во основни училишта. 4,8, 21,500. 21,500. Јас сум за тоа. И најголемата замерка ми е што министерот дозволи за 3 минути ја протрча со неговото излагање, за ние да немаме конкретна работа што дискутираме. Дискутирање и расфрлање со бројки или ставки на работата на оваа комисија е како бркање перјаници или пердови од една расфрлена перница. Ниту ние, ниту граѓаните ќе имаат конкретна представа што се добива, а што се губи со распределбата на овие средства. Бидејќи знаеме дека ситуацијата не е добра, а овој обид за манипулација ќе биде осуден на неуспех. Ви благодарам.